Откупно-дистрибутивните центри се потребни во Струмичкиот регион, но важно е како ќе функционираат, велат представници од земјоделските здруженија. За нив е приоритетна организацијата на самиот центар, за да не се повтори фијаското со Агрокор. Најблисок временски период треба во Струмичкиот регион да изникне еден откупен дистрибутивен центар пред се за градинарски производи. Мислам дека сето тоа за самите земјоделски производители ќе биде од огромно значење, бидејќи ќе дојдат до полесен начин на пласирање на своите производи. Но имајќи го сето она што случува во нашето земјоделие, знаеме дека пред 10 години во нашиот регион имаше еден таков дистрибутивен центар, но за жал не профункционира, но да се надеваме дека овој ќе профункционира и интересите на самите земјоделски производители ќе бидат задоволени. Велков вели дека неорганизираноста во производството, негарантираниот откуп, но и климатските промени последниве години придонеле за намалување на земјоделското производство. И затоа е потребно сериозно вложување во земјоделскиот сектор. Самата статистика што го кажува тоа е точно дека имаме од година во година се понамалено производство, се помал број на површини засадени пред се со градинарски култури во нашиот регион. Мислам дека отварањето на овој дистрибутивен центар, пак и потенциран, ќе биде од големо значење, барем тоа што се произведе нашиот земјоделски производител ќе има начин каде и како да го пласира својот производ. Министерството за земјоделство планира да гради 2 откупно-дистрибутивни центра во Струмица и Ресен и Агрофуд платформа во Скопје. Ке се реализираат во рамките на проектот Модернизација на земјоделското производство, а средствата се од Светска банка.